Трета година поред, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски доделува комплети со училишен прибор за децата од најранливите социјални категории кои не можат од својот буџет да одвојат средства за купување на основниот прибор за нормално следење на наставата. Ова е само најава за урбаните вести кои следуваат во продолжение. Со нови 200 пластични контейнери ќе се подобрува хигиената во Скопје. Над 2000 пензионери на пикник во спортско-рекреативниот центар Сарај. Ќе се реконструира ролерско-велосипедската патака во Карпош. Проект за обуки на жена и фармер предприемачи и автентична ракотворба. Двеста пластични контейнери за комунален отпад и 5 амбалажа ќе бидат поставени на повеќе локации во Скопје. Предност при поставувањето ќе имаат главните сообраќајници и државните институции. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Ракип Дочи со апел до граѓаните. По секој одлагање отпад, враќајте ги капаците на место. Елизабета Дамјановска. Јавното предпријатие Комунална хигиена заедно со градот Скопје започна со замена на старите железни контейнери. На нивно место ќе бидат поставени нови пластични. Денеска предпријатието за комунална хигиена промовираше 200 пластични контейнери, од кои 150 се наменети за одлагање на комунален отпад, а 50 се наменети за одлагање на 5 амбалажа. Продолжување на активностите за подобрување на состојбата и со хигиената во градот и со работењето на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. После проектот за подземните контейнери, ова е дел од модернизација на начинот на собирање на комуналниот отпад на подрачјето на градот. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Ракип Дочи истакна дека со новите контейнери значително ќе се подобри хигиената во Скопје, а голем придонес за тоа ќе имаат и капаците кои што ќе спречуваат непријатната мирисба да се шири наоколу. Новите контейнери веќе може да се забележат пред Сити Мол и Американската амбасада, а предност во понатамошното поставување ќе имаат државните институции и главните сообраќајници. На овој начин сметаме дека изгледот ќе се подобри на градот Скопје. Комунална хигиена застанува на свој нозе, онака како што замислувавме и планиравме во 2009 година. Комунална хигиена со своји пари, со своји инвестиции да инвестира во опрема во комунална хигиена. Градоначалникот Трајановски истакна дека, иако во изминатите години на повеќе локации во градот се поставени трикоморни мрежести контейнери за селективно собирање отпад, истите се несоодветно употребувани од страна на несовесни граѓани. Имаме големо оштетување од страната на несовесните граѓани, а исто така имаме и несоодветно оставање на смет, тоест наместо да стават хартија во оној дел што е за хартија или за пластика, граѓаните врз овие жичани контейнери оставаат комунален смет во кеси и слично. Со организиран пензионерски пикник во спортско-рекреативниот центар Сарај денеска се одбележа денот на пензионерите, кој од година во година добива се поголема димензија. На денешната средба учество земаа над 2000 пензионери од цела Македонија. Над 2000 пензионери од 35 здруженија на пензионери од Република Македонија денеска се собраа во спортско-рекреативниот центар Сарај со пикник да го одбележат 20 септември денот на пензионерите. Градот Скопје во изминатите години има остварена одлична соработка со Сојузот на здруженијата на пензионери на град Скопје и тоа преку заемно учество во реализација на различни програми и активности кои имаат за цел остварување на поквалитетен живот на пензионерите. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски истакна дека соработката која има локалната самоуправа со пензионерите од Македонија ќе продолжи и понатаму, со отворање на пензионерски клубови и поддршка на активности кои се дел од пензионерскиот живот. Локалната самоуправа во изминативе 4-5 години интензивно почнува да се вклучува во животот на пензионерите, помагајќи им како локална самоуправа во сите оние домени во кои што можеме да најдеме заедничка соработка. Потпишавме меморандуми за соработка на ЗЕЛ со Републичкото здружение, а исто така и секоја општина
подпишува и во голем дел веќе подпишале такви меморандуми со кои што ги одредуваме нашите односи. Нема да престанеме тука, ќе продолжиме и понатака да соработуваме и да им помагаме на пензионерите со нормално со отварањето на пензионерски домови, на качења кај што може да се дружат и други форми и начини на соработка кои што сметам дека ќе бидат од интерес за пензионерите во градот Скопје, во општините во градот Скопје, па и општо во Република Македонија. Председателот на Сдруженијето на пензионери на Република Македонија Драги Аргировски потенцираше дека годинава пензионерските средби се прават во чест на иленденските празници, а ваков вид средби се одржани и во други градови низ Македонија на кои учествувале преку 40.000 пензионери. Ние ова година ваквите средби ги правиме во чест на иленденските празници, тоа е значи Иленден 1903, Иленден 1964 и Иленден 1991 година. Уште повеќе што сега сме во прагот на 20 септември, денот на пензионерите на Македонија. Денот на пензионерите кој секоја година добива се поголема димензија, годинава се одбележува под мотото градење на соживот и толеранција. Градот Скопје во изминатите години направи голем исчекор во подобрување на животот на пензионерите. Како резултат на тоа е финансиската поддршка на пензионерскиот дом во Катланово, бесплатен автобуски превоз 3 дена во неделата, помагање за прошетки и екскурзии на пензионерите низ Македонија, како и поддршка на останати активности. Град Скопје досега додели околу 2000 бесплатни билети за граѓаните на Скопје, што во недела на 22 септември ќе присуствуваат на традиционалната манифестација Појадок на мост 2013. Преостанатите 500 бесплатни билети граѓаните може да ги подигнат лично со документ за идентификација на пултот поставен пред градската кафеја на Пелистер, најдоцна до четврток 19 септември. Пунктот на плоштадот Македонија е поставен од 10 до 15 часот, а на 22 септември настанот ќе почне во 9 часот наутро и ќе заврши во 11 часот. Секој посетител кој има обезбедено билет ќе добие бесплатен ланч пакет и пијалак. Земајќи го предвид големиот интерес за овој настан, заради специфичноста на просторот на кој се организира, градот Скопје годинава настанот ќе го организира на два моста – Камениот мост и мостот Око, а бројот на посетители е ограничен на 2500. Ке се реконструира ролерската и велосипедската патека што минува по должината на територија на општина Карпош. Станува збор за реконструкција на патеката на потегот од хотелот Александар Палас до мостот Обединети нации во должина од 3,5 километри. Општината веќе објави тендер и по изборот на фирмата ќе започне реконструкцијата, а средствата кои се предвидени за овој проект се во износ од 360.000 денари. Андријана Дмитриевска. Општина Карпош распиша тендер за реконструкција на ролерско-велосипедската патека што минува по должината на низината територија. Станува збор за реконструкција на патеката на потегот од хотелот Александар Палас до мостот Обединети нации во должина од 3,5 километри. Како што известуваат од општината, долж патеката на 5-6 места има оштетувања предизвикани од временските прилики, од 12 годишната употреба, удари како и од движењето на несоодветни возила по велосипедската патека. Станува збор за вдлабнатини, пукнатини и спакнатини, откорнати и скршени плочи кои представуваат опасност за граѓаните кои овде се рекреираат со возење ролери или велосипеди. По неколкуте жалби од граѓаните до општината за да се реконструира оваа патека, општина Карпош објави дека во својот буџет издвоила средства за нејзина реконструкција. Инаку патеката е поставена пред 12 години и досега не е извршена никаква реконструкција. Недоволна е за да ги прифати сите оние кои што сака да се рекреираат. Може би ќе претрпи некои проширувања, целосна реконструкција или па на мнение бевме да направиме една тартан патека за да ги издвоиме оние кои што сака да се рекреираат со трчање, да не би оделе пуста, затоа што заистина не е таа безбедна. Тука се движат реков и велосипедисти. За реконструкцијата и за санацијата на сегашнава состојба како што е, значи се одвоени нека 360.000 денари. Меѓутоа, реков, со новиот буџет, новата програма за 2014 година,
ќе видиме дали ќе се предвидат средства за незино целосно реконструирање и проширување, затоа што реков капацитетот незин веќе не е на она ниво што беше 2000 година или 2001, 2002, 2003. Како прв чекор што го презеде општината на овие места постави информативни табли за предупредување на граѓаните. За сега тендерот е во тек и по изборот на фирмата ќе започне реконструкцијата, а средствата кои се предвидени за овој проект се во износ од 360.000 денари. Презентиран проектот за обуки на жена и фармер предприемачи и автентична ракотворба во соработка на општина Газибаба и фондацијата Центар за жени предприемачи. Проектот е наменет за граѓаните на општина Газибаба со посебен фокус на младите и жените кои сакаат да стекнат знаења за IT вештини, започнување, водење, одржување и развој на бизниси и така натаму. Пријавувањето ќе трае до 1 октомври оваа година. Томислав Атанасовски. Општина Газибаба во соработка со Центарот за жени предприемачи од денеска па во следниот период ќе организираат неколку обуки кои се дел од проектот Обуки за жена и фармер предприемач и автентична ракотворба. Истиот денеска беше презентиран од страна на градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски и директорката на фондацијата Центар за жени предприемачи Виолета Манчева. Проектот е наменет за граѓаните на општина Газибаба со посебен фокус на младите и жените кои сакаат да стекнат знаења за IT вештини, започнување, водење, одржување и развој на бизниси, лица кои сакаат да се стекнат со знаење и вештини за развој на бизниси, конкретно од земјоделскиот сектор, како и лица кои се занимаваат и кои ќе се потикнат да изработуваат уметнички ракотворби. Овие обуки се во насока да го зголемиме знаењето на жителите од општина Газибаба, на сите оние кои што ќе пројават интерес, се со цел да го потикнеме предприемништвото кај нашите сограѓани. Исто така во делот на земјоделието да ги искористиме сите оние можности кои што ги дава и влада на Република Македонија со сите оние субвенции што се планирани за земјоделците, а и кај нас имаме голема традиција на автентични изработки на ракотворби и затоа сакаме и тоа и како традиција во наредниот период да го задржиме. Циклуците опфаќаат, например, теми од типот на бариери можности на женско предприемништво, развој и селекција на бизнис идеја, професионални презентации, маркетинг, продажба директно, деловни финанси, бизнис планирање, стручни совети, како да се започне и како да се основа и развие еден бизнис. Вештините за вработување опфаќаат теми од типот на кариера и одредување професионални цели, вештини за барање на работа, комуникацијски вештини и така натаму. Основните обуки за IT вештини се битен сегмент за комплетно развој на предприемништвото во сите области кои што се наведени. Обуките за фармер предприемач опфаќаат обуки за профитабилни земјоделски култури. Циклусот обуки за уметнички ракотворби ќе опфати обуки за потикнување на креативноста и иновативноста. Главни теми ќе бидат потикнување на иновативното размислување за себе и другите, мотивација, кој ќе резултира со нови производи, нови процеси, нови услуги, јакнење на креативните процеси за отворено размислување и така натаму. Целта на проектот е брзо оспособување на кандидатите со цел можност за вработување или самовработување, а со тоа намалување на невработеноста, подигање на свеста за можности кои ги нуди започнувањето на сопствен бизнис и запознавање со бизнис можностите и новините од ИПАРТ програмата, преку која кандидатите може да ги остварат своите бизнис цели, а со тоа и отворање на нови работни места и намалување на невработеноста. Обуките започнуваат во месец октомври, а ќе се одржуваат на 4 локации и тоа во урбаната заедница Железара за жителите на населбите Керамидница, Автокоманда и Железара, во местната заедница Стајковци за жителите од Стајковци до Раштак, во основното училиште Дане Крапчев за граѓаните од населбите Маџари, Триангла, Сингелич, Хиподром и Ченто и во основното училиште Njegош за жителите од Трубарево до Дрма. Пријавите може да се обезбедат во местните заедници преку веб страницата на општината и на фондацијата, на едношалтерскиот систем во општина Газибаба и во невладиниот центар во Железара. Истите треба да се достават најдоцна до 1 октомври 2013 година.
Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски, председателот на Советот и представници на Сдруженијето за заштита на правата на животните Анима Мунди одржаа состанок на кој се обидоа да ги решат недоразбирањата околу одлуката за комунален ред, изгласана на последната седница на Советот на општина Центар. Од Анима Мунди се задоволни и му се заблагодарија на Жерновски за брзата реакција. Ова беше одличен состанок, има добро расположение и лесно ќе ги надминеме недоразбирањата. Дел од забелешките се прифатени. Генерално работите ќе се изменат кон подобро, изјави Столе Вилковски од Анима Мунди. Градоначалникот Жерновски посочи дека веќе во четврток на веќе закажаната седница на Советот ќе се стави корекцијата на член 95 од одлуката, предходно усогласена со Анима Мунди. Најголемиот број забелешки и пишувања беа вештачки внесени во дебатата. Она што е проблематично ќе го поправиме во одлуката, рече Жерновски. Се предлага да се избрише делот од одлуката каде што стои дека не е дозволено чување на кучиња кои постојано лаат и завиваат и чување на кучиња во стамбени згради и во нивните дворови. Се предлага да се дозволи чување на кучиња во дворовите од колективните стамбени згради за кои сопственикот има прибавено писмена согласност од мнозинството станари во стамбената зграда или од заедницата на сопственици на станови. По пауза од неколку месеци вечерава започнува новата сезона во фудбалската лига на шампиони. Спортските вести се веднаш по рекламите.